би било доста олеснително ако не мора да се носат лични документи физички со вас. Да, во право е вашиот гледач, тоа не е само личната карта и возачката дозвола, туку тоа е мобилна супер апликација, нарековме, затоа што сметаме дека сме многу мала држава, да треба да инвестираме секоја институција во посебни апликации за секоја една услуга која што сака да ја нуди на граѓаните и затоа работиме на мобилна супер апликација. Горниот дел на апликацијата сум ја објаснил. Ќе биде возачка дозвола и лична карта во електронска форма, а понатаму и други лични документи, диплома од завршено образование, извод од матична книга на родени, значи некои документи кои што се трајни, ќе стоят во горниот дел на апликацијата, во долниот дел на апликацијата ќе ги имаме услугите. Ние, затоа што ветив дека јануари-февруари месец ќе бидеме готови, ние техничкиот дел на апликацијата го имаме изработено и во моментов таа е во така наречено последно тестирање. Имаме малку предизвици како треба да ги повлекуваме податоците од МВР за личната карта за возачката дозвола, затоа што ние можеме да повлекуваме податоци од нашиот централен регистар на население, но тие не секогаш кореспондираат со податоците во МВР, па може да се случи да од личната карта не е ист податокот за презимето на некоја господја од податокот од централниот регистар на население, ако таа го променила во меѓувреме, така што уште дискутираме со МВР како да го направиме повлекувањето на податоци да тоа биде точно и додаваме неколку заштитни механизми за препознавање на биометрија, да можете да се фотографира и вашата слика да стои на личната карта, еден payment layer за плаќање на одредени услуги кои што треба да се платат, така што очекувам дека во многу скоро време ќе пуштиме апликацијата, но веќе ветив дека во врска со апликацијата, бидејќи толку многу механизми се движат, нема да ветувам рокови за да не сгрешам. Мислам дека сигурен сум дека во текот на оваа година, се надевам во првата половина од оваа година ќе успееме да имаме